Добар ден, драги ученици, оде училницата и денес виртуелно ќе се дружиме по предметот математика. Јас сум наставник Светлана Бобевска од Основното училиште Блаже Коневски Велес. Ви посакувам убав и успешен ден. Денес ќе се запознаеме со наставната содржина, запознавање со монети и банкноти и препознавање на нивната вредност. Што ќе научиме? Ќе се запознаете со парите како платежно средство. Ќе ги препознавате, именувате и опишувате монетите и банкнотите. Ќе го одредувате збирот на монети и банкноти потребни да се плати одреден износ до 100 денари и го пресметувате кусурот што треба да се врати. Кои се македонските пари и кој се грижи за македонските пари, ќе да знаете сега. Законско средство за плаќање во Република Северна Македонија е денарот, кој како национална валута е воведен на 26 април 1992 година на денот на нејзиното монетарно осамостојување, најпрвен како вредносни бонови, а една година подоцна и како прво оригинално издание на денар. Своето име, нашата национална валута, го добила според истоимената античка римска валута денар, односно денариус, кој што се употребувала и на нашата територија во минатото. Народната банка на Република Северна Македонија има ексклузивно право да издава книжни и ковани пари и е одговорна за снабдување со книжни и ковани пари, кои што се законско средство за плаќање во Република Северна Македонија. Советот на Народна банка ја определува номиналната вредност, големина, тежина, дизајнот, безбедносните и останатите карактеристики на книжните и кованите пари, создадени и издадени во Република Северна Македонија. На секоја банкнота има златен заштитен конец од 2 мм со прозорец видлив многу мал и во него има текст на кој пишува НБРМ. Тоа е кратенка на Народна банка на Република Македонија. Еве го златниот конец на банкнотата со испрекинати линии. За да знаеме да ги користиме парите, треба да знаеме дека имаме монети и банкноти. Сега, преку игра, секоја монета ќе ви се представи и секоја банкнота, за да ги запознаете што подобро, како изгледаат и колкава вредност има. Еве, денар. Јас сум монетата денарко, вашиот пријател од Народната банка. Имам златна боја и слика од чарпланински пес. Јас сум монетата дводенарка, вашиот пријател од Народната банка, и имам златна боја и слика од охридска пастарнка. Јас сум монетата 5 денарко, вашиот пријател од Народната банка, имам златна боја и слика од планински рис. Јас сум монетата 10 денарко, вашиот пријател од Народната банка, и имам сребрена боја и слика од палм. Но забележувате дека има и банкнота од 10 денари. Сама се представува и јас сум 10 денарка. Можам да бидам и банкнота како ваш пријател од Народната банка со темносина, виолетова и жолта боја. На мојата предна страна е представено торзо на египетската божица Изида, еве ја божицата Изида, од охрид и златна обетка од битолско. На мојата задна страна е представен паун, детал од подниот мозаик од базиликата во Столу. Ја препознавате оваа банкнота. Јас сум банкнота со вредност од 50 денари и имам темносина, жолта и розова боја.
На мојата предна страна, во средина има декорација од црквата Свети Пантелеимон. Еве, гледате долу. А на мојата задна страна представена е фреска од Архангел Гаврил на источниот зид од црквата Свети Ѓорѓи. Ја препознавате и оваа монета, најчесто користена, оваа банкнота. Јас сум банкнота од 100 денари и имам 3 бои, сина, жолта и розова. Носечки мотив на предната страна на банкнотата е 100 денари и е таванска розета во двавонска резба. Носечки мотив на задната страна на банкнотата од 100 денари е гравура на градот Скопје од 1594 година, видена низ хоризонтално поставен прозорец. Ја препознавате и оваа банкнота. Јас сум банкнота со вредност од 200 денари и имам 3 бои: кафеава, жолта и зелена. Носечки мотив на предната страна е релјефот од 6-7 век од најзначајните археолошки откритија од територијата на Република Северна Македонија. Еве задната страна. И носечки мотив на задната страна е архитектонско ликовен елемент од челната фасада на шарената џамија во Тетово. Ја препознавате и оваа банкнота. Има поголема вредност, со убав цвет. Еве другата страна на банкнотата. Да видиме дали ја откривте. Јас сум банкнота во многу бои, имам вредност од 500 денари. Имам 3 бои: црвена, портокалова и виолетова. На предната страна на банкнотата од 500 денари има златна погребна маска од Охридско од 6 век пред нашата ера и златни обетки со лавовски глави од 3 и 2 век пред нашата ера. На задната страна на банкнотата го гледате овој убав цвет од афион во црвена боја. Еве уште една банкнота со голема вредност. Јас сум банкнота со вредност од 1000 денари. Имам кафеава и портокалова боја. На предната страна на банкнотата од 1000 денари е представена икона со Богородица и златна обетка во гулабица. На задната страна на банкнотата од 1000 денари е декорацијата од стара македонска архитектура, детај од фасадата на Григориевата галерија од 14 век во црквата Света Софија во Охрид. И најголемата банкнота од 2000 денари. Јас сум банкнота во виолетова, портокалова и жолта боја и имам вредност од 2000 денари. На предната страна на банкнотата од 2000 денари е представа на македонска невестинска носија од Прилепско поле, од богатството на фолклорната ризница на Република Северна Македонија. Задната страна на банкнотата од 2000 денари има декорација на внатрешната страна на позлатен сад, кој што потекнува од 16 век, обиколен со раскошна декорација. Ги запознавме монетите и банкнотите, но за да можеме да ги користиме, се знае каде одиме. Ги применуваме знаењата во секојдневниот живот, кога одиме во продавница. Секојдневно одиме да пазаруваме во продавница и во продавницата се продаваат производи што имаат своја цена. Во продавницата има продавачи и купувачи. Производите имаат етикети, а на купувачите им е даден одреден износ на пари за трошење. Еве, се наоѓаме во продавница и ги гледаме цените на млекото. 50 денари. Лебот има цена од 20 денари и сокот има цена од 25 денари. Пресметајте колку денари треба да платиме за сите 3 производи. Да видиме каква проблемска ситуација ќе имаме во продавницата. Треба да ги купите 3 производи. Колку е потребно да платите за млеко од 50 денари, леб од 20 денари и сок од 25 денари? Сигурно пресметавте.
Така е. Но ако им дадете 100 денари кусур, колку ќе ви вратат? Од 100 денари ќе ни вратат кусур 5 денари. Ама како пресмета касиерката? Ајде ние да провериме. Имаме 100 денари, представуваме броен израз. Минус во заграда ги ставаме сите три производи и цените на млекото, лебот и сокот ги собираме и добиваме 100 минус во заграда 50 плюс 20 плюс 25 е еднакво на 100 минус 95 е еднакво на 5 денари. Значи касиерката точно ни вратила кусур од 5 денари. Ако треба да одите во продавница, како ќе пресметате, колку ќе платите и колку кусур ќе добиете? Да видиме. Имаш 50 денари. Треба да купиш сладолед за 35 денари. Колкав кусур ќе добиеш? Решението е 50 минус 35 еднакво на 15 денари. Дали е точно? Да, и колкав кусур ќе добиеш? Еве уште едно решение. Можете да пресметате прво 50, па да одземете 30 денари, ќе добиете 20 денари, па минус 5 денари добивате 5 денари. Значи можете на различни начини да ги пресметувате парите, за да можете полесно да платите и да го одредите кусурот што треба да ви биде вратен. Откривте дека треба да ви врати касиерката 15 денари. Да видиме, одговор ќе добијам 15 денари кусур. Одлично, точно така. Да му помогнеме на Дарко. Дарко сакал да си купи тортица од 45 денари и колачи од 25 денари. Помогни му на Дарко да пресмета колку денари му се потребни за да плати. Ако Дарко имал 80 денари, колку денари му останале? Што мислите? Ајде, пресметувајте, земете лист хартија и молив и пресметувајте на неколку можни начини со повеќе банкноти и монети. Пресметавте? Да, ајде да откриеме. Еве ги 80 денари на Дарко. Минус, во заграда ги ставивме тортиците и колачите. 45 денари беше тортицата, плюс 25 денари колачите. И 80 денари минус ги собравме заедно. Во заградата добивме 70 денари и сега 80 денари минус 70 денари еднакво на 10 денари. Значи, на Дарко му останале 10 денари. Може и на овој начин да се пресметува. 80 денари минус 45 денари за тортицата и минус 25 денари за колачите. Еве, 80 денари минус 45 денари се 35 денари и минус 25 денари еднакво на 10 денари. Значи, на двата начини добивме 10 денари кусур. На Дарко му останале 10 денари. Одлично му помогнавте на Дарко. За домашна задача ќе треба да размислите. Колку различни производи можете да купите со 100 денари? Кога ќе отидете во продавница, разгледајте ги цените и видите што се може да се купи со 100 денари и запишете ги во вашата тетрадка како текстуална задача. Решете, пресметајте и напишете колку кусур ќе ви остане. Разгледајте кој е најскапиот производ кој можете да го купите со 100 денари и одговорете во вашата тетрадка. И на крајот, запомни, продавачите мора да пресметаат колку кусур треба да биде вратен кога купувачот дал повеќе пари и задолжително треба да ви дадат фискална сметка. Без фискална сметка не
излегувајте од продавница. Ви благодарам на вниманието. До видување, до следното видување.